Вести на Канал 8, добар ден. Министерството за внатрешни работи спроведе акција во која началник за логистика од Министерството за одбрана и бизнисмени се осомничени за проневери над 2 милиони евра за извршени услуги сервис на хеликоптери. Во акцијата што носи назив Арсенал се уапсени 9 лица, од кои според МВР неколкумина се во роднинска врска, а има и поранешни пратеници во собранието на Република Македонија. Според пријавата на полицијата, осомничените переле пари преку фирми од Бугарија, Кипар и неколку градови во Македонија. За тројца приведени, судија во претходна постапка определил 30-дневен притвор, а за 5 мерки за предпазливост, односно одземени им се патните исправи и задолжително треба да се јавуваат на службено лице. Со новата инвестиција на австријски Техспорт и плановите за ангажирање на над 200 работници, Виница влегува во европскиот просек за бројот на невработеност. Во локалната самоуправа ја потврдуваат сделката и очекуваат таа навреме да се реализира. Локалната власт во Виница не го крие задоволството што општината станува привлечна за домашните, но и за инвеститорите од други држави, со што се вбројува меѓу поуспешните во државата во поглед на влезот на странски капитал. Вложувањата на австриската компанија Техспорт, која најави дека ќе инвестира 1 милион евра за изградба на погонот за производство на заштитна работна облека, чиј камен темелник беше поставен во понеделникот, е уште една потврда дека локалната самоуправа е на вистинскиот пат за стопански развој, но и за намалување на бројот на невработените. Најавите дека австриците ќе ангажираат 200 работници, дополнително ќе ја искачи општината Виница во европскиот просек на невработеност, што се движи под 10%. Изминатите неколку денови во Виница имаше неколку камен темелници. Во саботата поставивме камен темелники на новата тир зона. Очекуваме и таму нови инвестиции, пред се странски. На оваа индустријска зона, на новата индустријска зона, ова е прва и единствена странска инвестиција, другите се локални инвеститори. Јас знам дека овде нема да запреме, ќе продолжиме да отвараме и нови зони, да привлекуваме и нови инвеститори, се со цел нашите граѓани овде во овие фабрики да најдат своја екзистенција и оние што заминаа во странство да се вратат и овде да работат. Ангажманот на 200 работници во погонот на Техспорт и другите вработувања што се најавуваат во наредниот период ќе имаат големо влијание врз намалувањето на бројот на невработени во Виница. Со оглед дека во моментот во евиденцијата на Агенцијата за вработување има околу 800 лица од општината кои активно бараат работа, од кои околу 1/3 се жени, ова ќе значи намалување на невработеноста во општината за повеќе од 15%. Новиот погон на Техспорт ќе биде втора поголема австрийска инвестиција во Виничко, по успешното преземање на некогашната фабрика за керамиди од компанијата Тондах. Со проект на мировниот корпус, основните училишта во Чешиново и Соколарци добија нови табли и дополнителна опрема. Заслужни за успешната реализација на проектот се американскиот волонтер Зак Левин Епстин и дел од вработените во двете училишта. 16 нови табли добија двете основни училишта во Чешиново и Соколарци. Набавени се со проект на мировниот корпус, со што по повеќе од 4 децении заменети се дотрајните училишни табли кои го отежнуваа наставниот процес. Волонтерот на мировниот корпус Зак Левин Епстин, со подршка од наставниците во училиштата, како и од учениците и местното население, успеал да обезбеди донации за набавка на таблите и дополнителна опрема што ќе се користи во изучувањето на англискиот јазик и другите наставни содржини. Значи имавме стари табли и многу често деца се жале дека не можат да видат што беше на таблата. И така мислевме како направиме нешто подобро и донесме некоја идеја да направиме проект да земе нови табли фактички и ова беше преку мировен корпус и имавме донација од моите џугари, семејство и порашени волонтери во Америка. И сега подобро е? Сега подобро, можете да видите тука, многу почисто. Сега се познава како пишуваме на таблата, многу полесно да се гледа. Реализацијата на проектот не одела според планирањата, но на крајот сепак задоволство има и кај наставниците што тој успешно е реализиран. Имавме, не можам да кажам дека се беше нели идеално, имавме проблеми делумно додека го изработувавме проектот, меѓутоа крајниот резултат е овде, може да кажеме дека сега сме премногу задоволни, го постигнавме тоа што го сакавме, постигнавме целта, така да сите проблеми се забораваат сега.
Освен набавката на таблети и електронската опрема за помош при наставата, со поддршка на учениците и наставниците во училиштето во Чешиново, опремена и една училница што сега се користи како кабинет по англиски јазик. На свеченоста по повод предавањето во употреба на опремата присуствуваше и директорката на Мировниот корпус во Македонија. Значи, целта на Мировен корпус е да гради мостови помеѓу населението во Америка и на ова население во Македонија, како што можеме да видиме со напорната работа на ЗАК и со тоа што го има сработено, значи собирање на средства за добивање нови табли, таа цела е постигната, значи е направен тој мост на соработка помеѓу двете држави. Ниеден од овие активности од проекти немаше да биде успешен ако нашиот волонтер немаше помош од вработените овде, од директорот, од соработникот и од целото локално население овде. Значи голема благодарност од мене како директор на Мировен корпус до сите кои што му помогнаа и беа вклучени во животот на ЗАК. Задоволство што е подобрен дел од дидактичката опрема искаже и првиот човек во училиштето во Чешиново. Јас би изразил на голема благодарност до представникот на Мировниот корпус, до директорката на Мировниот корпус и до колегите кои земеа учество во изработка на овој проект. Освен новите табли и дополнителната наставна опрема, со помош на учениците и наставниците оформена е и мини библиотека со книги на англиски јазик, што можат да ја користат учениците од сите одделенија. Учениците кои заради малиот број поени беа одбиени од гимназијата се запишаа во други училишта, но по истекот на еден месец почнаа некои да се отпишуваат со цел повторно да се префрлат во гимназијата каде што првично конкурирале. Префрлување на ученици од едно во друго училиште е можно само по истекот на една учебна година, појаснуваат државните инспектори. Од 28 ученици од Кочани кои конкурираа за упис во средното општинско училиште Лјупчо Сантов и поради малиот број поени беа одбиени, 15 се запишаа во Гушови Кентиев. Но од тие 15, 6 се опишаа повторно со цел по истекот на еден месец од учебната година да се префрлат во гимназијата, каде што првично конкурираа. Но државните инспектори велат дека таквото префрлување на ученици од едно во друго училиште е можно само по истекот на една учебна година од запишувањето, или во случајот да ја поминат годината во училиштето каде што се запишани, а од наредната да размислуваат за префрлување во друго училиште. Но и тогаш е дискутабилно дали можат да се префрлат сите или само оние кои ги исполнуваат условите. Во спротивност се побива досегашниот закон за почитување на поените за упис, односно одлуката на Министерството за образование и наука за примање ученици со помал број поени, рече за Канал 8 државниот просветен инспектор Диме Атанасовски. Инаку, неколку дена од истекот на учебната година, тие 28 ученици кои првично заради малиот број поени беа одбиени од гимназијата, не беа вклучени во воспитно-образовниот процес, за подоцна да се запишат во Гошов и Кентиев или во друго училиште. Тогаш беше создаден револт и кај учениците и кај родителите на децата, кои до почетокот на учебната година се надеваа дека нивните деца ќе тргнат на училиште во гимназијата. Директорот Лазар Димитриев тогаш појасни дека училиштето постапува согласно добиеното укажување од Министерството за образование и наука, во кое стои дека согласно утврдените слободни места за упис на ученици во кочанските средни училишта, Министерството не дава согласност за намалување на поените за упис на ученици. Тоа значи дека согласно конкурсот сите ученици кои имаа под 50 поени не беа примени во училиштето. Училиштата да бараат согласност од Министерството за образование за намалување на поените за упис е новина која се воведе од оваа година. До лани интерно самото училиште на наставнички совет одлучуваше со колку поени ученикот ќе биде примен и така беше полесно од сите ученици кои конкурираа беа приемени. Од годинава критериумите се построги. Има факултети или универзитети каде студентите проаѓаат без доволно знаење. Владата размислува за воведување на државен испит во високото образование, а не екстерно тестирање. Нема веќе 9 или 10 на студенти без разлика кој колку научил. Некои факултети се уште стојат на мислењето дека ако платил студентот мора да помине. Ваквиот проблем ќе се решава со воведување државен испит наместо екстерно тестирање. Јавна тајна е дека во Македонија значаен дел од факултетите го прават тоа. Ако платил студентот, мора да има висока оцена.
Решението за воведување државен испит за студентите не е конечно, затоа што треба да се слушне размислувањето на студентите, иако во јавната дебата на Министерството за образование повеќе од студентите се согласиле на такво нешто. Ваквата промена доаѓа од фактот дека ставањето оцени по други критериуми освен по знаење само ќе им донесе штета на младите луѓе. Добиваат диплома без знаење и понатаму не можат да просперираат. Нема одговор дали општина Кучани е вклучена во проектот на Агенцијата за млади и спорт за учество за изградба на 100 тениски игралишта. Барањето беше поднесено минатата година со намера да се добијат терени за тенис, што ќе можат да се користат преку целата година. Без одговор останува иницијативата на локалната власт во Кочани да се обезбедат услови за унапредување на тенисот. Една од намерите тоа да се направи беше изградбата на терени со посебна подлога, што ќе овозможат продолжување на периодот во кој ќе може да се тренира и игра. Шанса да се добијат нови теренски игралишта беше проектот на Агенцијата за млади и спорт, која во неколку градови во државата веќе реализираше дел од планираните активности. И по повеќе од една година од поднесувањето на барањето до агенцијата не е добиен позитивен одговор дали Кочани е вклучено во проектот и дали терените ќе се градат. Интерес за аплицирањето на проектот лани покажа и членовите на Советот, кои оценија дека во услови кога градот не располага со затворени тениски терени, изградбата на нови со посебна подлога би овозможиле тие да се користат и во текот на зимата, кога временските услови тоа би го дозволувале, односно кога нема дожд или снег. Одговорот што тогаш беше даден од општинската администрација е дека била испратена апликација до Агенцијата за спорт и млади во рамки на проектот за 100 тениски игралишта, но одговорот не бил добиен. Со проектот на агенцијата беше предвидена изградба на тениски игралишта со тврда подлога за надворешни услови, за кои е добиен и сертификат од Интернационалната тениска федерација. Терените се планирани со инфраструктурни приклучоци, оградени со жичена мрежа и околу нив да има пристапна патека изработена од бекатон плочки. Покрај тоа тие можат да се користат и во вечерните часови, бидејќи се осветлени со рефлектори. И луѓето кои живеат во центарот на градот се дават во фекалии. Излевањето на канализациите им прави проблеми и им ги полни домовите и дворовите со кал и измет. Бараат помош од надлежните. Жителите на улицата Ленинова се дават во фекалии. Проблемот со излевањето на фекалиите во овој дел од градот постои со години. КЈП Водовод повремено го чисти местото, но чисто останува само неколку дена. Луѓето во околните куќи од овој дел од градот се дават во фекалии. Се плашат од заразни заболувања. Се обратиле до Водовод и Водовод го исчистил овој дел, но тие се плашат дека повторно за 2-3 дена ќе биде истата слика. Најзаглавени во фекалии се жителите кои живеат во околните куќи, оти секојдневно се приморани да поминуваат преку езера од кал и измет, ако сакаат да излезат на главната улица. Проблемот е поголем по пороен дожд. Освен неподносливата смрдеа, жителите стравуваат и од зарази. Велат дека фекалиите доаѓаат од излевањето на канализацијата од Крушарското мало и завршува тука. Неколку пати се имаат обратено до општината, од испоред планираното на овој дел треба да се изгради улица, но од реализирање на тој план засега ништо. Освен помошта за потребите на Сдруженијето Мобилност, Ротари организира и други хуманитарни настани. Последен е турнирот во пинг-понг. Ротари клубот Кочани Виница го организираше хуманитарниот турнир во пинг-понг. Турнирот има ревијален карактер, а мечевите се одиграа во просториите на пинг-понг клубот Винспин, односно просториите на противпожарната служба во Виница. Настанот беше од јавен карактер и се организира од страна на Ротари клубот и пинг-понг клубот Винспин Виница, а се однесуваше на членовите на Ротари и Ротаракт, односно подмладокот на организацијата. Ова е втора година како Ротари Кочани Виница го организира овој турнир со намера истиот да прерасне во традиција. Ова е втор хуманитарен настан на Ротари СМВ. Претходно беше одржана аукција на уметнички дела од ликовната колонија Лесново од 2012 и 2013, а собраните средства беа наменети за помош на Даниел Митков. Општествената одговорност е една од аспектите на работењето за кои се повеќе се зборува последните години. Екопак, ХИТ и Екопроект КО со еко и хуманитарни акции се едни од позитивните примери.
Екопроект КО функционира повеќе од 6 месеци и лоциран на улицата Соколовица број 1, веднаш до базата на гранит на влезот од Кочани. Таму се врши откуп на сите секундарни суровини. Екопроект КО е еден од ретките примери за вршење на оваа дејност според високи стандарди. Просторот околу пунктот е оплеменет со намера истиот хортикултурно да се доуредува. Бидејќи работиме и сме во корелација со Екопак Хит, Екопак Хит, како што е добро познато, е друштво за управување со отпад од пакување и води евиденција на создадениот отпад од пакување кај сите правни лица, додека Екопроект КО го откупува го носи на понатамошна преработка, односно на рециклирање, во зависност од типот на отпадот кој се создава и кои правните и физички лица го носат во овој објект. Една од носечките вредности за фирмата е хуманоста и давањето помош кога тоа е потребно. Бидејќи и природата на работењето на фирмите е непрофитни и давање постојано на донации, од тука следува и моето активно учество во Ротари клубот во Кочани, посебно ми е огромно задоволство дека сите членови на Ротари клубот и многу учесници од општина Кочани, од приватните фирми ја поддржаа нашата акција за помош на Даниел Митков и сметам дека ние ќе продолжиме и понатаму со реализирање на вакви активности од хуманитарен карактер и ги повикувам сите граѓани посебно да се вклучат во оваа последна акција за да помогнеме на нашиот сограѓанин онолку колку што можеме. Екопак Хит и Екопроект КО со своите вработени викендов беа дел од екоакцијата Македонија без отпад 2014 спроведена на територијата на општина Кочани. За крај од вестите проследете ги спортските информации. Од бројните фудбалски надпревари одиграни 2 меча во општинската и редовните кола во детските лиги. Младост Оризари Бирлик 2:1 и Соколарци Зрновци 0:4 се резултатите од двата одиграни надпревари во рамки на општинската фудбалска лига. Надпреварот Фудбал Старс Бели беше одложен поради настап на поголем дел од играчите од истоимената екипа на Бели во рамки на втората македонска футсал лига. Од викенд фудбалските настани со победи во сите категории, екипите на фудбалската школа Фудбал Старс го одиграа 6-тото коло во детската фудбалска лига Источен регион. Резултати по генерации 2000-2001, Фудбал Старс Каменица Саса 4:1, 2002-2003, Фудбал Старс Каменица Саса 4:2 и во генерацијата 2006-2007 истите овие две екипи одиграа 6:2 за домакинот. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.